Атанас Јованов е земјоделец од струмичкото село Сарај. Деновиве е преокупиран со одгледување на расад за земјоделските производи од следната реколта. Слушнал за вакцинацијата и е заинтересиран, но вели дека за него е проблем да стигне до Штип. Ниту има време, ниту начин да се организира специјално за тоа. Ако има повеќе, може така поединачно, кој треба трошок е, треба пари, треба натам, навам, престој. Не одговара, може за некој одговара, а за некој може не одговара, зависи на кој како. Како е расположението во селото? Што мислите? Пандемијата ве плаши ли? Како се однесувате? Това за сите едно. Да речеме ми плашене, как не плаша? Не вода производство, нешто не смеат народ да се движат. И од Сдруженијето на приватни лекари имаат забелешка за начинот на вакцинација. Сметаат дека треба подобро да се организира и граѓаните да можат да се вакцинираат во своите места, без да патуваат десетици и стотина километри. Навистина мислам дека е многу лошо организирано и би требало сето ова да се искоригира некако. Бидејќи еве на пример Велес има пункт за вакцинација, зошто да не се направи? Сите кои што се пријавиле од Велес во изминатиот период не мора да оди тоа по години или по било што некој други или по приоритети или било како. Да не биде овака нели сегментирано. Значи во Велес има пункт за вакцинација кој што постои цел живот и сите луѓе таму да се извакцинираат масовно ќе се направи распоред. Од Министерството за здравство пак велат дека пунктовите за вакцинација во здравствените домови каде што досега имало вакцинација не се затвораат и ќе продолжат со вакцинирање, но нивниот капацитет е помал за разлика од градовите во кои ќе се врши масовна вакцинација. Од здравство апелираат граѓаните да се пријавуваат за вакцинирање и доколку во некои места има голем број пријавени граѓани, би се отвориле и дополнителни пунктови.